Еден многу интересен разговор следува во продолжение. Две дами кои што живеат и функционираат во нашата земја имаат интересно потекло кое што не се разбира конкретно од Македонија и малку повеќе за поврзаноста со Африка, со токму тој амбиент таму и како се живее во тој дел од светот ќе доловиме денеска, односно ќе се обидеме да ја раскажеме и да доловиме токму таа убавина. Уште сега ми ја пуштија песната. Ова е поздрав за тебе. Брала мома, знаеш да ја пееш? Да. Пени. Малку, пени. Брала мома кафини. Брала мома кафини. Попови градини. Ете така, сосема доволно и сосема колку да се испочитува нашиот македонски преубав јазик. Инаку ова е нагалено, незиното вистинско име е Емакулеит Вандера Блажевска, ако добро го изговорив. И заедно со нас е исто така Милена Милошевска. Малку ќе позборуваме, Милена, и за твојата приказна накуса, но ќе се фокусираме генерално на она што има да ни го сподели. Како сте денеска и дали станавте утринава како прави домаќинки да фарбате јајца рано по сабајле пред изгресенце? Јас многу добро денеска. Да, разбудим Се разбуди многу рано? Да, многу рано со моја свекрева и да бојат јајца. Значи ги офарбавте пред изгресенце? Добро. Сервено. Супер, ова ти е прва година како го правиш, ја правиш оваа традиција или од кога си во Македонија ја практикуваш за време на Великден? Само тука видам вака луѓе бојат. Само си гледала, а до сега не си имала можност да го правиш. Ајде вака, за да ти биде и тебе полесна комуникацијата и гледачите се разбира да можат поубаво да ја доловат приказната која што ќе раскажеме, им ќе се зборуваш во продолжение на англиски, а тука ќе биде Милена да помогне во преводот. Милена, вие станавте по сабајле или? Да, јас станав утрово со многу убаво расположение, затоа што нели ќе бидам со убаво друштво, празнично расположение исто така, великденско, предвеликденско, не обоив јајца, но ќе бојам во теков на денот или можеби утре. Или евентуално и во сабота се практикува тој обичај. Веќе неколку години си во нашата земја, можеби гледачите веќе и знаат, љубовта те донесе токму во Македонија, но од каде е твоето реално потекло? Кенија ја споменавме ние на почетокот, како е таму, како е по дома, во твојата вистинска дома? Ако не ме разбра, Милена, ќе потпомогнеш малку. You are from Kenya, and how is Kenya? About Kenya? Tell us about Kenya. Did you miss your did you miss Kenya? Actually, I miss home, of course. Home is always the best. I miss home a lot. I miss my family. I miss my friends. I miss events like weddings. When I'm here. So those are the challenges that you face when you move to another country. Like you miss your family, you miss your friends, you miss some of the events you can't attend, like weddings, like someone dies funeral, like you have to plan and go. Да, вели дека секако и недостасува дома, убаво е во Македонија, меѓутоа најмногу тоа што недостасува од Кенија е прославите, свадбените церемонии, празничните собиранки такви и сите настани кои што се случуваат, се нели во кругот на семејството, понекогаш навистина може да биде тешко кога сме нели многу далеку од дома. Кога последен пат беше во Кенија, со оглед на ситуацијата со вирусот? Беше во Кенија. You can speak on English, don't worry. Okay, I was in Kenya in 2019. Yeah, before the corona situation, and after, of course, corona affected all the countries the same. I must say that people died a lot, just like here, just like any other country. So, yeah.
Да, последната посета на ЕМ во Кенија била пред да се случи ковидот, пред да ковидот ги погоди сите земји, нели, и да се случи тоа со жртвите. Кога е планот да се вратиш можеби повторно во својата родна земја, меѓутоа сега нели веќе во проширен состав, бидејќи го имаш супругот, имате прекрасно детенце, па претпоставувам дека и следната посета би била фамилиарна. Are you having a plans to go in Kenya with your family this time, and when It's going to be. it's going to be? What's your plan? Yes, we are planning to go with my family in Kenya. We had planned to go earlier, but because of the corona the situation, we postponed. But we are planning to go, especially because I have a small baby, Daria. So I'm so excited because everyone at home is gonna get to see her, and they just can't wait to see her. And we're also planning to go with my in-laws, my father-in-law and my mother-in-law. the whole family. Yeah. Yes, From it's here. gonna be the first time in Kenya actually. Because the first time I was in Kenya, I only went with my husband, and they never went. So they're so excited to meet each other. Actually, for the first time, they'll be meeting each other. Cool. And after, also my family will be coming here in Macedonia. Well, maybe we'll have a wedding. Yeah. Cool. Вака, ЕМ открива дека наскоро да ќе оди со своето семејство од Македонија во Кенија за конечно да се запознаат нејзините свекор и свекрва со нејзините родители таму. Се разбира и нејзината киркичка Сладка, која што има една година, се вика Дарија, за прв пат ќе оди во Кенија. Исто така открива дека таа планира и нејзините родители да дојдат тука во Македонија и да имаат една убава свадбена прослава. Да. Спомена дека допрва ве очекува нели свадбената церемонија, само каде ќе се прави со македонските традиции и обичаи или ќе има и нешто од обичаите во Кенија? Is it going to be a traditional wedding? Kenyan with Macedonian tradition also? Oh, actually in Kenya we had it was kind of traditional, but not traditional. Like it was like a ceremony to celebrate our marriage because we had a court marriage, and so we did it, but without my in-laws. But then we are planning for a wedding here where my mother and my family, Your family will from be Kenya available. will be here. Yeah, here for the wedding. But if we have the wedding, it's gonna be Orthodox wedding. With Macedonian tradition, of course mixed with Kenyan tradition. So it will be interesting. Yeah. Вака, таа вели дека тие веќе има во Кенија свадба поточно пред матичар и следното што планираат е да биде тука свадбена церемонија во која што ќе има македонски православни обичаи, исто така се разбира и кенијски, африкански. Да, ќе биде интересно, верувам. Сега ни предстојат великденските празници. Меѓутоа, прашањето ми е колку навистина се пронаоѓаш и уживаш во нашата традиција. Со оглед на тоа што ги сакаш и македонските песни, еве Брала Мома Капи некако една од омилените. Верувам дека има и други во кои што уживаш, но колку ти се допаѓаат нашите обичаи, нашата традиција и колку ти се допаѓа животот тука? About your experience, about your life here, about the Macedonian tradition, your opinion, how do you feel about the Macedonian tradition? About holidays here, holidays here, you are celebrating? Your favorite songs, how do you celebrate here? Actually, so many things here in Macedonia are very interesting. Macedonian cultura é mnogo interesna. What is the most interesting thing? Например, Великден. When luge boјат јајца и после
praje baka crveno, Crveno-belo, kako biše? Yeah, so that's very... Did you experience that? Yeah, I did. Yeah? Yeah. Did you do it to your kid? No, I haven't No? yet. You have to try it. Yeah, so it's very, very interesting. Like they have, you guys have very interesting traditions. Like for example, that during Christmas we have that Koledelede thing. Yes. Yeah, like we don't get to experience that in Kenya. So when I experience those kind of stuff here, I feel like, oh wow, this is so interesting, you know. Yeah. Да, на ем и се допаѓа македонската традиција и најголем впечаток ја оставиле празниците како Великден, како Коледе-леде, тие божикините празници. Фасцинирана е од тоа како ние ги славиме овдека православните празници. За еден од обичаите со боењето на утринското првото црвено јајце, да, обичајот е интересен. Пеењето песни за Коледе-леде спомена, да, пеењето на песни за Коледе и така. Милина, ајде малку и твојата приказна. Ти зад камери ми откри дека твоето потекло делумно или половично е од Африка, но половично е и од Македонија, од Преспанскиот регион ми спомена. Да. Тебе нашата земја нити е непозната, малте не ова е твојот дом. Моја земја, да, мој дом. Да. Како си, односно како функционираш тука во нашата земја? Па функционирам како и сите, нели, вие, ние. Да, моето потекло е половина западно африканско, половина македонско, по мајка македонка. Македонија е мој дом. Тука се осеќам како дома. Тука сум дома, да. Колку често фамилиарно знаете да поидете во Африка? Па, да ви кажам, за жал не сум била јас во Африка, иако Африка е во мене и постојано околу мене, ема нели Африка. Но планирам да ја посетам, се разбира. Поврзани сте на многу интересен начин и нели функционирате, да кажем, како заедништво тука во нашата земја, но она што ве поврзува веројатно и косата на Ем е изработена од твоите вешти раце. Да, значи јас многу сакам да изработувам фризури. Затоа и велиш Африка е во тебе. Посебно африкански. И Ема ми е така една од моите омилени клиентки и да, многу често се дружиме, значи не само кога ги изработуваме фризурите, ама и фризурите кога моментот на изработка ни е дружба, баш забавен момент. Супер. Ем, ти по професија си професор, ако не се лажам и ако добро сум прочитала во некој од твоите интервјуа, меѓутоа сега дали работиш нешто, какви ти се плановите во нашата земја во поглед на работата? Верувам дека нема да бидеш само нели мајка, домакинка, верувам дека имаш и други амбиции. Да, беше учителка во Нова пред before I gave birth. English, please. Before I gave birth, so I decided to stay at home until my baby turns at least 1 year because I did want to leave her and go back to work. But then now I have a lot of things in mind, and I'm thinking of maybe switching careers, not just teaching. Totally different? Yes. Something totally different? Yes, totally different. So yes, so I have plans. I can't say for now, but I have. Yeah, so I have so many plans, but yeah. Да, професијата нејзина е учителка, работела како учителка во земји, надвор од земјата и тука во училиштето Нова. Меѓутоа, тоа пред да стане мајка, нели, во иднина планира да ја смени својата професија. Ама спомена дека нема да откриеш што ќе биде тоа. Наскоро веројатно ќе дознаеме сите ние. Да. Колку години си во Македонија веќе? Сега. How many years you've been living here? For how many years? 3 години сега. 3 години. 3 години си веќе во Македонија, во Скопје.
колку е предизвикувачки животот тука во нашата земја за тебе? Повеќе ти е убаво, предпоставувам, затоа што и тука си останата да живееш. Меѓутоа, верувам дека има и некои немили моменти со кои што се соочуваш. Меѓутоа, колку е сето тоа предизвик за да продолжиш и останеш во нашата земја? The good and the bad about Macedonia. Oh my God. Срочено во едно прашање. Не fair. Okay. Of course, every country has its own bad and the good, but I love. When I'm here, yes, I'm kakodoma to Macedonia, but of course I have my own challenges. Like, for example, I am black, and I have different kind of hair texture, so it's very hard for me to get hair products here that I need for my hair, because I can't just use any hair products, so it's so hard for me to get those kind of hair products here. And even like the face foundation, you know, like I have a different skin tone. So if you go like you walk in some shop, and then it's hard to find my skin tone foundation, you know, like those kind of stuff. So those are the kind of stuff I face here. But generally, Macedonia is a very good country. It has luge e mnogo topli. And it has very beautiful nature, like, for example, Matka, Ohrid, very beautiful places, I mean. Супер. Yeah. Накратко само, Милина, повели со преводот? Да, во генерала, иако секоја земја има своја лоша и добра страна, во генерала за Македонија е прекрасна земја со прекрасни природни убавини и се допаѓаат места како Матка, како Охрид, ужива кога е тамо. Проблем со кој што таа се соочува овдека е тоа што таа има поинаква текстура на косата и боја на кожа и има проблем при пронаоѓање на соодветни козметички продукти за нега, за неса. Но во секој случај спомена дека ја сака Македонија и дека навистина ужива во тоа што таа е незиниот дом сега во овој период. Фала ви многу. За жал времето ни е кусо, ама ќе направиме и друга прилика за повторна дружба на телевизија. Ви благодарам уште еднаш и среќни празници. Среќни празници.